Започнаа подготовките на почвите за садење земјоделски култури. Земјоделците предупредуваат дека крајот на март и почетокот на април се клучни периоди и периоди за подготовки, а не за сеење на отворено. Тие велат дека најголем дел од работата за сега еорање, култивирање и заштита на почвата, додека рано градинарските култури се одгледуваат под фолија. Како е това се е под фолија. Инаку на отворено още нема, рано на отворено не се. Мора да изработаш, да изораш, да изкултивираш, да изпрскаш за отрева, пак сакаш да се роди. Инаку без тоа нема ништо да се роди. Овај период сега завршува зелката, после зелката идат патлиџан, пипер, такова и тоа се е под фолија, а инаку после известно време да речеме на отворено. Ама за отворено тоа рано. Това чак дори мај месец. Температурите чим се у Србија и у Словенија, да речеме, паднани минут, да речеме на 7-15, тука веќе ризично се и така. Нивите сега баш во овој момент се орат, спремаат за нашата култура. И очекуваме пред мај да садиме. Ние ќе садиме ваа година пипер, патлиџани, тиквички, бустани и се друго поред на крајот зелката. Сега е добро времето за сите вошки, меѓутоа ние секој се плашиме април месец. Во април имаме чудо од многу години и тогаш се однесе. Сите анкетирани лица беа сложни во едно. Стравуваат од станата која може сериозно да ги оштети плодовите. Рано е уште, сега се подготовки за се завршуваат овие подготовки за кроење и тие некои обврски за производство на јаболка. А покасно малку ќе го садиме и компирот, зашто кај нас малце поладно и да не има некоја слана или така нешто да го оштети. До сега е се добро, сега малку да не послужит стреќа да бидит како што треба, да рацветат јаболката и да имаме береќе. За сега, временските услови се поволни, нивите се темелно подготвуваат, а земјоделците со трпение ги следат промените на времето. Се надева дека природата ќе им возврати со берекет и дека вложената работа и подготовките ќе се претворат во берекетна сезона.